Денеска сме во Кривогаштани, потоа одиме во Крушево, на трибини со граѓаните од Република Македонија со цел да добиеме идеи за составување на новата програма на ВМРО ДПМН за престојните избори. Ова е една стандардна пракса која што ја воведе ВМРО ДПМН, да излага пред граѓаните со конкретна политичка понуда во форма на пишана програма, со конкретни проекти, со конкретни рокови, институции и носители, и тоа е на еден начин обврзување на ВМРО ДПМН, тоа што ќе го вети, тоа и да го реализира. Тоа е нов политички концепт, нов начин на делување во политиката во Република Македонија, за разлика од претходниот начин кој што го практикуваа нашите политички опоненти, кој што беше политика на давање на ветување единствено и во функција на доаѓање на власт. Значи се даваше ветување кое што треба да на еден начин ги измами или ги намами граѓаните да го дадат својата доверба на партијата која што тоа го кажава, но потоа партијата која што ќе ја добија власта да нема никаква врска тоа да го реализира. Такви ветувања се изнаслушавме во минатото, тоа се ветувања на зборови само. За разлика од тоа, како што кажав, ние одиме со конкретна програма која што ја правиме заедно со народот и пред да ветиме нешто, сериозно го анализираме, но кога ќе го ветиме, стоиме цврсто на ветеното. Вие како министр за здравство, кои се плановите на Министерството за руралните средини? Па за руралните средини ние почнавме три крупни проекти кои што во голема мера ги доближија здравствените услуги до граѓаните. Првиот проект е рурален доктор, вториот проект е аптеки и рурални аптеки и третиот проект е подвижни аптеки. Сите овие три проекти се комплементарни и досега даваат одличен резултат. Например, проектот рурален доктор во овој регион овозможува до 300 здравствени услуги во текот на месецот да бидат дадени на пациенти, на лица кои што живеат во рурални подрачја, наместо тие да патуваат до најблискиот здравствен дом или болница, тие здравствените услуги да добиваат во нивното место на живење. Руралниот доктор може да препише рецепт, а потоа тој рецепт може да се реализира во руралната аптека или пак во подвижна аптека. Така да тоа е еден сет на мерки кои што се наменети за лицата кои што живеат во помали населени места или во рурални општини.